Значи, ќе продолжиме да го изучуваме посланието до второто послание до Коринтијаните. Минатиот пат дадовме само некои така уводни работи, кажавме, за посланието, видовме дека тоа послание е пишувано во моменти кога апостолот искусувал тешки мигови, тешки периоди во животот, нападнат и одвнатре и однадвор, како што вели тој, нападнат однатре физички, во немок, болка, притиснат од околности, глад, жед, студ, горештини. На сето тоа се надоврзале нападите од противниците кои поставиле сомнеш на неговиот апостолски авторитет, на учењето што го проповеда, на посланијата што ги пишува, а на крајот пак пред сето тоа искусува директни напади од сатаната кој го напаѓа со некој трн во телото и сака да го уништи и физички, да го уништи духовно. Го отвара своето срце. Ја излива таа болка во ова послание, така што откриеме во тоа послание еден поинаков Павле, еден човечки Павле. Павле со кого можеме сите да се поистоветиме. И затоа не случајно првите стихови, самиот почеток на посланието, е посветен на страдањето. И тој страдањето не го представува како некакво проклетство, како што многумина современи христијани гледаат на страдањето и на болката, и според нивното учење, според нивната теологија, тоа е проклетство и нешто што Бог не го сака во животот. Напротив, Павле во страдањата, во болката, го прославува Господ. И иако може да звучи парадоксално, тој открива во тие страдања блаженство. Открива причина да го прослави Бог. И тоа е и во тие неколку стиха, почетни стихови, ние ќе видиме кои се ползите кои тој ги извлекува од страдањата, тоест како можеме или зошто можеме и во страдањата дури да го прославиме Бог. Лесно да се слави Бог кога ни е убаво, лесно да се слави Бог кога се ни оди добро, меѓутоа проблем е да се благослови Бог, да се каже благословен нека е Бог кога сме притиснати така. И тоа посебно во таква екстремна ситуација во која се наоѓа апостолот. Ќе почнеме со самиот поздрав. Кај е ова? Овдека. Добро. Самиот поздрав, тоа е типичен за неговите посланија, типичен е за писмата воопшто во тоа време. Ние денеска поздравот на крајот, поздрави, од кого се поздравите, оставаме на крајот на нашите писма. Во тоа време самите писма почнувале со представување кој пишува и поздравите, тоа е желбите. Желбите ние ги оставаме денес на крајот кога пишуваме некакви писма или имејли. Во тоа време така почнувале писмата. Можеби тоа и по добриот начин, не знам. Во обичај на неговиот поздрав тој се представува како апостол, овдека, апостол на Исус Христос, и во другите послања така се представува, меѓутоа има и некои разлики. Например, обично тој додава дека и слуга или роб, овдека отсуства тоа, дека е слуга, а додава дека е апостол по волја Божја. И овој поздрав можеме, или ваквото представување може да го разбереме, што во поголемиот дел на посланието апостол Павле го заштитува своето апостолство. Тоест дава аргументи дека тоа е апостол Христов, избран од самиот Христос, дека тоа е Божјата волја така да биде да има таа служба. Таа е Божја служба, тој знае зошто е повикан и ја служи работата за која што е повикан. И всушност во ова послание ние може да видиме што значи да се биде апостол. И не само што значи да се биде апостол, што значи да се биде воопшто служител на Бог. Денес се
намножија, така кажем, апостоли, дури цркви се отворија со името апостолски цркви. И апостолите денес, современите апостоли, гледаат на таа служба како на место, на позиција која носи само привилегии. Дури бараат, има и такви апостоли, кои бараат од луѓето се што имат, како пари, како богатства, да ги стават пред нивните нозе, како што на времето во Ерусалим христијаните ставаа се пред нозите на апостолите. Зимат само еден случај, кој во тоа време беше начин на организација на христијанското општество во Ерусалим, кој потоа се покажа неуспешен, и тоа како еден принцип. Апостол Павле дава сосема друг модел на апостолство. И ако сакат современите апостоли на вистина да видат што значи да се биде апостол, треба да го изучуват ова послание. И не верувам дека многумина после би сакале да бидат апостоли. Малку подоцна во посланието, во контекстот на неговото апостолство и заштитата на апостолството, тој ќе пишува и за лажните пророци или лажните апостоли. И во тој дел таму, например, 10, 11, 12 глава, вели таквите луѓе, тоест лажните учители или лажните апостоли, тој нарекува лажни апостоли, тие се лукави луѓе кои се преправаат во Христови апостоли. И не е за чудење, вели. Па и самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Па затоа и не е големо нешто, ако и служителите негови се преправаат како слуги на правдата. И овдека апостол Павле директно се повикува на различниот авторитет. Тој вели, јас сум апостол на Христос по волјата Божја. Лажните апостоли имаат друг авторитет. Нивниот авторитет не доаѓа од Бог, нивниот господар, нивниот авторитет е од сатаната. И вели како што сатаната се представува како ангел на светлината и тие не доаѓаат во црквите со рогови или опашки, туку тие доаѓаат како служители кои претендираат дека го проповедаат Словото на Бог. Но нивната крајна цел е да ги одведат луѓето во пропаст. Нивната проповед, која наликува на Христова проповед, е за заблуда, е за манипулација. И на крајот целта е да се отргнат луѓето од Христос. И си мислам, ако во тоа време апостол Павле на многу место предупредува за таквите лажни служители, лажни апостоли, ако тогаш имало лажни служители, зар денес нема. Ние немаме таков проблем. Јас не знам во црквата во Македонија некој да бил обвинет како лажен служител или како лажен евангелизатор, пастор, лажен... Немам апостоли во Македонија, може би има, не знам, и лажен пророк и така натаму. И смислам, дали сатаната престанал да работи на таков начин, тоест своите емисари да ги праќа во црквите како лажни служители. Или може би се изморил веќе и не го прави тоа. Иста е. Тој секогаш го правил тоа на ист начин. Никогаш тој не доаѓа во црквата како со рогови и се представувајќи се како сатаната. И неговите служители не доаѓаат на таков начин. Тие секогаш доаѓаат како ангели на светлината. И треба да бидеме внимателни. Основното е Словото кое се проповеда. И тоа ќе го видиме што самиот почеток поздравот апостол Павле се повикува на Словото Господово. Вклучен е во поздравот е Тимотеј, заедно со Тимотеј го праќа тој поздрав. Посланието е напишено, или се тоа што ќе го изучуваме до црквата во Коринт и останатите светии во цела Ахаја или Грција во денешно време, или тоест дел од Грција или Ахаја. Рековме најатиот пат од делата на апостолите, од другите посланија во Новиот Завет, не сме запознаени со некоја друга црква во Ахаја, освен со црквата во Коринт. Во Атина нема црква, има само еден мал исклучок во Римјаните 16:1, кога Павле праќа поздрави до римската црква, тој во поздрав вклучува една жена, служителка од Кенхреја. Кенхреја исто е во Ахаја, меѓутоа тоа е предградија на Коринт. Тоа е јужното пристаниште на Коринт. Така да Кенхреја е можеби
и таа жена од која што се праќа исто така поздрав, е дел од црквата во Коринт, но која живее во Кенхреа, во тоа блиско местенце до Коринт. Веројатно во Коринт имало и исто така верници кои живееле во другите градови, во Ахаја, и враќајќи се во своите места го разнеле Евангелието. Меѓутоа, во секој случај тоа послание е адресирано за цела Ахаја. И тука ова да кажем нешто за самиот Коринт, веќе спомнавме во првото послание дека Коринт е главен град во тогашната римска провинција Ахаја, главен политички центар, и не само политички, и трговски центар, и главен и образовен центар. Сето тоа градот го заслужува го стекнува поради добрата географска положба. Бил нарекуван мостот на Ахаја, тој е расположен меѓу два залива. Бил патот, или главниот пат од север кон југ, од Европа кон Африка. И како важна сообраќајна артерија, тука поминувале многу патници, трговци, многу народ се собирало, се градело бизнис. Тука била сместена и администрацијата на Рим, на Римската империја, за тој дел од империјата. Присуството на многу луѓе, на многу живот, активности ги привлекло и се тоа предизвикало да доаѓаат и учители, филозофи, да регрутираат следбеници, така што се претворило како образовен центар. И сето тоа секако водело и кон живот, поинаков начин на живот, забава, се она што привлекува луѓе, се она што потоа носи профит. Поклонението во градот бил или главната покровителка на градот била богињата Афродита. Дел од поклонението кон Афродита било неморално, со проституција. Се смета дека во тоа време во градот имало околу 1000 проститутки, кои преку дента служиле во храмот како проститутки, бидејќи тоа било дел од поклонението кон Афродита. А пак вечерта се семнувале во градот и нудели услуги на безбројните морнари, патници, бизнисмени, сите кои се наоѓале во градот. Така да, некои коментатори го нарекуваат Коринт Парис во првиот век. Не знам зашто Парис, може поради животот или сензуалноста. Парис е познат како таков град, од минатото е познат со кортизанките, но во секој случај Коринт се стекнува репутација на град на неморал, тоест град на задоволување на телесните желби. И самиот термин коринтијанство тоа време значил, бил идиом или насекаде се користил во империјата како термин за разврат или за неморал, а коринтијанка бил општ термин за проститутка. И не е чудно во првото послание, кога апостол Павле пишува какви биле коринтијаните во црквата пред да поверуваат, тој спомнува за блудници, ракоблудци, мажеложници, крадци, пијаници и така натаму. Во поздравот е вклучена благодата и мирот од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Тој е наш татко и татко на Господ Исус Христос. Овдека за прв пат е една од ретките ситуации кога Павле, освен тоа што вели дека Бог е Отец на или татко на Исус, вклучува и наш татко. Тоест го вклучува тој родителски однос. И не треба да не чуди зошто така, почнува со благодата, тоест почнува со учењето кое предизвикува одбивност во Коринт спрема Павле. Тоа е обвинет дека проповеда учење кое е глупаво, тоест учење за спасение по благодат. Тоест, Бог решил да умре за нашите гревови. Таквото учење е скандалозно, таквото учење е глупаво, таквото учење е наивно. И на самиот почеток, кој што го поздрават, вели благодата да биде со вас. Она благодат која спасува. Вели дека апостол по волјата на Бог. И ако апостол по волјата на Бог, тој треба да ја кажува волјата на Бог. И тој не отстапува од тоа. Тој не на самиот почеток вели, јас ќе продолжам да го учам она што Бог ми го дал како негов апостол да го поучувам во Корин. Независно од реакциите, јас ја проповедам волјата на Бог. Јас го проповедам Словото кое е според волјата на Бог. Благодата која спасва и мирот кој доаѓа од таа Божја благодат.
И од тука натаму почнува да пишува за страдањата и за благословот од Бог. И тука гледаме усари зошто или како тој може да го прославува Бог. Вели, благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Ретко се среќава во Новиот Завет таквата фраза благословен да е Бог. И ние многу ретко ја користиме во нашиот живот, кога велиме, кога се молиме, ние никој пат не велиме Господи, ние те благословуваме. Обично велиме Господи, благослови не. Но во Стариот Завет е вообичаена фраза. Благословувај го душо моја Господи, и на многу други места се среќава. И било добро ние денес, барајќи некои современи нови начини за изразување кон Бог, да се вратиме кон на древното. Но го благословува Бог, го благословува во страдањата. Би очекувале, имајќи го предвид тие страдања во кои се наоѓа апостолот, тој да се сврта кон некаква молба кон Бог и тој каже, Господи, зошто сето тоа ми се случува? Меѓутоа тој почнува со, Господи, биди благословен, благословен да биде нашиот Бог. Како може така да каже? Зошто може така да каже? Бидејќи, од тука може да видиме да се страда е според волјата на Бог. Вели, во нас изобилуваат Христовите страдања. Или, како што изобилуваат Христовите страдања во нас. Самата фраза, употребата на фразата Христови страдања, веќе асоцира на фактот дека тие страдања се заради Бог, доаѓаат од Бог, доаѓаат од Христос. Се заради Христос, се од Христос и се според примерот на Христос. Бидејќи тој е апостол Христов, затоа има страдања. А и самите Христови страдања се неминовност во неговиот живот. Така да Христос во тој случај е и модел на страдања, е и причина за страдање и оној кој ги воведува страдањата во животот на верникот. Има една фраза која вели, позната е, човечки е да се греши, а Божио да се простува. Тоест, за нас е вообичаено да грешиме, но би требало да имаме еден нов атрибут, тоест Божи, да простувам, бидејќи тоа е одговара на Бог да се простува. За страдањето би може да кажем дека човечки е да се страда, Божио и да се страда. Зошто? За разлика од гревот, кој не е карактеристика на Бог, страдањата се карактеристика. Христос страдаше. Така да страдањата се и Божи, и човечки, во исто време пак и страдањата доаѓаат од Бог. Ние се страдаме во секој случај. Заради гревот, бидејќи живееме во грешна природа, бидејќи живееме во грешен свет, бидејќи живееме во паднато создание, несовршено создание. Има земјотрес, не знаеме кај ќе удри следниот земјотрес. И кога удара земјотрес, не умираат само неправедните, умираат и праведни. Ние живееме во таков свет и тоа е факт. И затоа страдањата се човечки. Меѓутоа, факт е дека за сите страдања на крајот сепак стои Божјата рака. И затоа страдањата се Божји. Дури во ситуациите во кој што беше Јосиф, сеќавате во Стариот Завет, се изгледаше како наведом да е предизвикано неговиот затвор, годините страдања како роб, се предизвикани од браќата кои му завидуваа. И го продадоа како роб и тој страдаше. Меѓутоа на крајот се открива сосем јасно дека Бог сето тоа го правеше. И на крајот се завршува со изјавата на Јосиф. Вие мислевте да сторите зло, меѓутоа Бог сето тоа го испланира да биде добро за мое добро и за добро на моето семејство, за добро на потомството на Авраам. Така да, самиот факт дека страдањата доаѓаат од Бог е причина да бидеме благодарни, да го прославиме Господ, зашто се што доаѓа од Него има причина, има цел, има добра цел. Ние треба да благодариме за се што доаѓа од Бог. Па дури и за страдањата, знаејќи дека и тие доаѓаат од Бог. Се што доаѓа од Бог е добро. Колку да изгледа лошо, е добро. И апостол Павле го прославува Бог и во страдањата, знаејќи дека тие доаѓаат од Бог, тие се Божји страдања, тие се Христови страдања.
Сега, и дури и Петар, нели, пише во неговото послание. И така оние кои страдат според волјата на Бог, значи според волјата на Бог, тоа е Божјата волја да страдат. Нека му ги предадат нему, како на верен создател, душите своји правејќи добро. Тоест, во страдањата да го прослават Бог. И се што прават во тие страдања да биде за слава на Господ. И сега, самата фраза Христови страдања која вели изобилно се во нашиот живот. Многу ги има, не се реткост. Самите страдања, вели Христови страдања, го исклучува онаа страдање кој не е заради Бог. Павле, тоест Петар овдека вели, ако ве укоруваат заради името Христово, блажени сте. Зашто Духот на славата, Духот Божи почива на вас, тоа значи на него хулат, а вие го прославувате. Никој пак од вас да не страда како убиец или крадец или злосторник, ниту како оној што се меша во туги работи. Но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бог за таквото учество. Христос страдаше како праведник, не како грешник. Христовите страдања се страдања со кои ги искусуваат праведниците. И тие страдања всушност носат се причина, се гориво за прославување на Бог. Никој не може да го прослави Бог во страдања кои се предизвикани од неговиот грев, од неговата лоша состојба, од неговиот бунт против Бог. И затоа, кога говори овдека Павле, говори за своите страдања како апостол. Тој го слави Господ или се радува, има причина да благодари, бидејќи страда како праведник. И ние можеме да го прославиме Бог единствено како праведни страдалници. Потоа, во еден момент тој вели, во таква ситуација бил, тој и неговите соработници, во кој на ништо друго веќе не можело да се надеват, ништо друго веќе не можело да доносе во нив некаква искра да продолжат понатаму, освен воскресението од мртвите. Вели дека од таква неволја се нашле, што биле сигурни дека тоа е крајот. Готово, умираме. Нема излез од таа ситуација. Не знаеме за која точно ситуација од неговиот живот се работи. Ние знаеме дека еднаш бил така каменуван, што бил веќе мртов и луѓето го isfрлиле од градот. Неговиот труп го isfрлиле од градот во Галатија, во Листра. Можеби тоа случајот, можеби е случајот во Ефес, кога целиот град тргнал да го линчува. Во секој случај Павле вели дека ситуацијата била безизлезна. Веќе се откажале дека има шанса да се спасат од таа ситуација. И не само што е страшна ситуацијата, не само што очекувале сигурна смрт, туку вели за страшна смрт. Има различни начини да се умре, има хумани начини на умирање, има лоши начини, има умирање во агонија. Овде вели дека смртта која очекували за нив била сигурна, била страшна, и тоа многу страшна смрт. И во таква состојба, вели Павле, ние бевме сигурни дека е крајот и единствено нешто ни остануваше како утеха, а тоа е дека ќе воскреснеме. Доаѓа смртта и ќе воскреснеме. Тоа е моментот кога се продлабочува верата. Ние сите говориме дека еден ден ќе воскреснеме, ќе дојде смртта. Меѓутоа, кога ќе си соочен веќе со смртта, Павле бил соочен, ќе гледал смртта во очите. И вели, и тоа е моментот во кој тој може да биде, да го прослави Бог, зашто знае дека во таков момент има надеж. Која надежта? Ќе воскреснеме и ќе бидеме кај Бог. Тоа е момент кој доаѓа во животот на секој. Колку да не изгледа тоа далечно или невозможно, или апстрактно, ние кога говориме за воскресение од мртвите, за смрт, сето тоа го доживуваме како нека абстракција во животот. Јас не сум имал многу можност да присуствувам во последните моменти од животот на многу луѓе, меѓутоа присуствував на двајцата родители. Бев присутен и гледав како бавно испуштаат душа и татко ми и мајка ми. Татко ми беше поодамно, меѓутоа аз сеќам многу добро за мајка ми.
а неколку дена се мачеше. Последниот ден веќе знаевме дека тоа се последните часови, последните мигови. Немаше сила да збори, дури и очите ги држеше отворени со мака, со напор. Меѓутоа и читавме, Емануил беше тој што така можеше да чита, другите не може, нема сили, плача. Се молевме, дури не одеше сила и јавно знаеше, мајка ми знаеш дека и доаѓа крајот. И во таквите моменти дури се обидуваше и шеги да прави, да не насмее. Ја гледаше смртта во очите и си мислам, што ли ја поминуваше низ главата на таа жена. Додека се молевме. И дури кога се молевме, сакаше погласно се молиме и другите да слушнат во собата дека се молиме. Тоа е кога ќе нема поголема неволја или така да кажеме мака од тоа да се исправим во таков момент, да ја гледаш смртта во очи. И тоа е она продлабочување на верата. И да кажеш, Господи, ти благодарам и за оваа ситуација, бидејќи во оваа ситуација јас можам подлабоко да навлезам во верата. И зашто знам дека ме очекува воскресението. И во таква ситуација има можност Павле да го прослави Господ. И ние сите да благодариме на Бог за страдањата. Потоа, страдањата се средство за градење на поблиско заедништво со Бог. Вели, благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, и тој го нарекува Отецот на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Тоест, апостол Павле и продолжува овде дека треба да има, тој не утешува при секоја наша неволја. Во продолжение вели. Страдањето ни помагаат да го познаеме Бог на посебен начин, т.е. да искусиме посебна близина со Бог, која не можеме на друг начин да искусиме. Ако не беше гревот, ние никош немаше да запознаеме големината на Божјата љубов. Гревот беше причината Бог да го прати Синот на крстот. И ние на крстот гледаме колку Бог не љуби. Гревот беше причината да видиме колку Бог не љуби. Страдањата се начинот на кој може да видиме колку Бог пак е богат во утеха и во милост кон нас. Каква е големината на Божјата способност да утешува и во најголемата тешкотија. Да ги познаеме на уникатен начин и милоста на Бог и утехата. И овдека го нарекува Бог наш татко, не само на Исус Христос, туку и татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Или овдека превод треба да биде татко на милостите. Во множина е зборот. Не милосрд, на сите милости татко. Тоест Бог кој утешува во секое неспокојство или во секоја мака. Кога доаѓаат неволите, првото доаѓа утехата. Во исто време, оној кој е татко и на Христос, го прати Христос на крстот, за да можеме самиот Христос преку жртвата да ни отвори пат до престолот, од каде што можеме да добиеме утеха. Павле, или кој да авторот на Евреите, вели, мислете на оној, на Христос, кој од грешниците претрпе над себе таква поруга, да не ви дотекне и да станете малодушни. Во борбата против гревот уште не се противиле до крв. И сте ја заборавили утехата која вам, како на синови ви зборува. Сине мој, не презирај ја казната од Господ и не биди малодушен кога те казнува, зашто Господ го казнува оној кого што го сака, го кара секој син што го прима. И што вели овдека авторот? Гледајте на Христос. Христос беше даден за да ние во маката имаме утеха од таткото. И кога доаѓаат неволите, и овдека употребен зборот казна, не е правилен зборот казна. Кога доаѓаат тешките моменти кои треба да не воспитуваат во животот. Зборот е паидија или од тука и зборот педагогика. А пак зборот казнува, тоа го кара, последната реченица, го кара секој син што го прима, е зборот
да удриш со стапче некого, тоест како учителот што ги удара со стапче децата. Сето тоа, вели, е добро од Бог. И во сето тоа вие може да имате утеха, бидејќи Христос не направи Божи деца. И секое карање носи утеха. Зошто носи утеха? Зашто знаеме дека Бог е таткото кој со добри намери, тука е да не коригира, но тука е и да не прегрне и да не утеши. И затоа страдањата се посебна причина за благодарност, зашто во нив ние го искусуваме Бог на еден посебен начин, како татко, кој е тука да утешува и ако некогаш скара, тоа е за наше добро, да изгради нешто добро во нас. И затоа, нели, вели Јаков, радувајте се на кога ќе паднете во разни испитања, зашто тие секогаш изработуваат нешто добро. Тие градат на посебна врска меѓу вас и Бог. Асаф е еден добар пример во 73-тиот псалм. Тој ги гледал луѓето околу него, неправедните, како успеваат, на неправедни начини. А самиот тој кој се молел, кој проповедал, кој служил во храмот, кој го славел Господ, секојдневно трпи удари врз себе. И во еден момент си вели, па има ли смисла јас да продолжам да си ги чувам раците чисти, нели, пред тебе? Но во еден момент тој гледа, таа патека, таа зла патека по која се движат неправедните, ги води директно во пропаста. А тие страдања кои ги искусува, тој ги искусува заедно со Бог. И тој во еден момент вели, немам никого на небото, освен тебе, и на земјата ти си со мене. Во се си со мене. Тој може да види во страдањата Божја близина. Додека тие неправедните, да, искусуваат напредок, меѓутоа се сами. И на крајот завршуваат во пропаста. Така да, во страдањата Асаф може да ја види раката на Бог и близината, да го искуси Бог на начин кој останатите не може. На крајот на криштата, па и каква е ползата цел живот, и да ти е се добро и здрав да си, и богат да си, ако го немаш Бог. Тоест, ако на крајот останеш сам во темнината, во мракот. Преку страдањата Бог не подготвува за служба на другите. И тука одјасно појасно вели, сите мои страдања се заради вас. Мојот утеха е за ваша утеха. Страдам за да бидете ви утешени. Тоест, ако до сега нели гледавме за некакви ползи или благослови, блаженство од страдањата кои се така, да кажеме, себични се за нас, тука гледам и една општа полза од страдањата. Така, утехата која добиваме или таа посебна близина која искусуваме со Бог во страдањата се споделува со другите. Тоест, утехата која што ја добиваме во страдањата се споделува со оние кои страдаат со истите страдања. Таа утеха која ние сме ја добиле, ја споделуваме и ја даваме на другите. И овдека Павле говори, нели, за сите тие работи, вели, она утеха со која Бог не утеши, ние така, и како што изобилува во нас, нека изобилува и во вас, и така натаму. Ако сме ние во неволја, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако сме утешни, тоа е за ваша утеха и спасение. И така натаму. И тука можеме да ги погледнеме нешто од друга страна. Ако во страдањата ние реагираме со мрморејки, тоа е со сомнежи кон Бог. Ако во страдањата не искусиме утехата и близината на Бог, тогаш како ќе можеме ние да ги утешуваме пак другите? Како може кога некој во страдањата се посомнува во Бог, во неговата љубов, може да утеши дека Бог го љуби оној другиот кој што страда во истите страдања? Јас тука си го поставам прашањето, оние христијани кои негираат страдање кај христијаните, кои велат дека Бог не сака христијани да страдат, верни, како воопшто може да утешат некого кој страда во нивната црква? Доаѓаат лоши вести. На секого може да му случи утре да добие диагноза од лекар за некоја лоша болест. Како еден таков служител кој не верува дека Бог може да прати, да дозволи страдање, ќе го утеши тој човек? Единствената опција во таков случај е да го избрка и да му рече ти не си Божи човек. И да го остави во мака тогаш кога има најмногу потреба од помош.
вели апостол Павле, сите тие нешта нас не се случуваат за да можеме вас да ве утешиме, за да бидеме од полза за целото тело. Исто, овде кога доаѓа, може да го употребиме случајот со Асав, кој во миговите се рече, па и јас да станам како овие неправедните, до кога ќе трпам страдања? И јас неправедно ќе се богатам, неправедно ќе уживам и така натаму, ќе бидам како злите кои напредуваат. Но во еден момент вели, ќе расудувам и јас така, но ако речев ќе расудувам и јас така, тогаш ќе го изневрев родот на твоите синови. Со други зборови вели, ако тргнев по неправдата, ќе го изневрев целиот народ кој доаѓа во храмот, го слуша моето славење, и слуша моите проповеди, сите оние кои што сум ги учил да го следат Божиот пат. Како може некој да утешува ако самиот не бил утешен од Господ? Така да, како што можеме да видиме за благослов на оние кои страдаат, кога ние сме били утешени во страдањето, така може да бидеме и за штета на оние кои страдаат, ако самите неправилно се однесуваме во страдањата. Ќе спомнам овде, дека многу пати сум ја спомнала Роза Мојсовска, ја знаете сите, може би некои не ја знаат, но тоа е една жена, девојка би кажа, моја генерација, родена е инвалид. Цел живот била во количка, закована, врзана за количка. Не може ни раце, ни нозе да користи. Поверувала пред 30 на години и сега Бог ќе отвори врати и на изложби, и на пишувајќи поезија, цртајќи така натаму, да сведочи за Бог. И таа секоја прилика ја користи да сведочи за Бог. И кога ги гледам низините, како таа благодари на Бог по страдањето, многу пати јас се срамам од себе си. За сите оние моменти кога сум се жалел пред Бог заради страдање. Си велам, како може јас моите страдања да ги споредам со низините страдања? А таа услави Господ. И никогаш не сум ја чул да рече, зошто Господ дозволи да бидам во оваа количка? Зошто Бог дозволи да се родам како таква? Секогаш го прославува Господ. И тој човек кој навистина може да утеши. И Павле вели, во таа неголема мака во која се најдов, јас можам да бидам за неголема утеха, кај вас овдека во Коринт. И еве да се вратиме на песните што ги пееме. Денес има многу песни за славење. По секоја година сите групи, композитори така натаму продуцираат, хиперпродуцираат музика за славење. Меѓутоа сепак останале во историјата некои песни кои се пеат. Од тие што денес се пеат, тие што се направени пред 10-20 години, верувате, после 30 години нема да се пее нито едно од нив. Веќе тие пред 30 години не се пеат. Се пееле пред 30, веќе не се пеат. Јас знам некои песни, 90-тите години кои бе популарни, веќе никој не ги пее во никоја црква. Меѓутоа, милост Божја се пеела веќе 300 години, веќе се пее и понатаму. Ама тоа е песна која произлегува од едно големо страдање. Една голема близина која некој е искусил, кој еден робовладател, еден злосторник кој усмртил толку робови, на крајот стигнува до покаяние и чувства, нели, Божјата утеха и простување така натаму. И таа песна може да послужи многу повеќе за утеха од сите оние песни кои се само резултат на продукција така натаму. Така, човекот кој поминал во страдањето, искусувајќи Божјата утеха, ја споделува со другите. И на крајот страдањето, овде кога гледаме Павле, се една алка што ги треба да има и тук уште еден слайд, ама зашто не се појавува? Зашто не се појавува тоа? Нема? Празна е? Го има. Добро, а јас ќе го прочитам ова. Како и да е. Вели, а и надежта наша заба се цврста, знаејќи дека како што учествувате во нашите страдања, така ќе бидете учесници и во утехата. И два пати овдека
Павле го употребява зборот коинонија. Вели, соучесници или партнери. Вие сте партнери во моите страдања, исто така сте партнери и во мојата утеха. Заедно страдаме, заедно се утешуваме. Не знам дали... Добро, Борен, готово, завршиме работа, ајде. Не знам дали сте го имале тоа искуство, меѓутоа кога ке седнете со некого, ви било нешто тешко, нешто мачно, и ги споделувате вашите маки со него. И чувствувате како се создава посебна врска, како посебен однос се гради. Се јавува емпатија, близина и така натаму. Има посебна врска и кога радост се споделува. Меѓутоа, таа врска е многу подлабока и многу поблиска кога се споделуваат маките со некого. И затоа луѓето решаваат не со смелото секого да се ги кажат маките, ти знаат кај кого да отидат да се ја кажат, зашто знаат дека таму се создава таа, може да се создава таа врска. И ова Павле истото овдека го покаже дека страдањата всушност, никој не треба да страда сам. Страдањата се за да бидат дел од заедницата од телото. И во тие страдања да бидат вклучени сите во неколку насоки. Прво со тоа што утехата ќе се споделува. Понатаму тој говори за молитвата. Вели, па со помошта на вашата молитва, за нас многу луѓе да му благодарат на Бог здоровите што ни се дадени поради вас. Тоест, во ситуацијата во која се наоѓаме, вие се молите за нас. Сето тоа значи, или идејата што сака да ја покаже апостол Павле е дека кога има страдање, се обединува околу страдањето телото. И во тоа страдање сите имаат некаква полза, така да кажем. Сите стигнуваат до таквиот подлабок и поблизок однос со Бог. Стигнуваат до интимата со Бог. Тоа страдањето ги врзува луѓето, станува алка со кој што ги врзува верниците, а сите заедно се поврзуваат и со Бог. Тоа е идејата овдека. И не случајно Павле го користи зборот коинонија, кој значи партнерство. Тоа значи блиска соработка. Во страдањата треба да има блиска соработка. Тоест, обично, кога страдат луѓето, тие се тргнуваат. И многу пати, нели, некој го нема, ќе го отсуствувам, го прашуваат зошто, абе болен сум, или тешко ми е, имам маки, па сега решив да отсуствувам. Оние кои решаваат во страдањата да останат затворени, се слушат. А оние кои правилно одговараат на страдањата, тоест стануваат дел од заедницата со своите страдања, во заедницата се обединуваат, тие зреат. И тогаш светат во страдањата. Така, тоа се некои од ползите кои може да ги видиме. Ја продлабочуваат верата, создаваат блиски односи со Бог, создаваат блиски односи меѓу нас и представуваат еден извор, причина да го прославиме Господ повеќе. И сега, на крајот пак ќе кажам, се тоа што апостол Павле го пише овдека е предизвик. И тоа е страшен предизвик за сите оние популарни учења во кои се гледа на страдањата како на проклетство. Тоест, просперитетните учења кои велат Бог сака само материјално да успеваме, да бидеме здрави и да немаме никакви неволи во животот. Апостол Павле, овие страдања, сушност, ги дава како, и тоа е првиот аргумент за неговото апостолство. Тоа е моите страдања покажуваат дека јас навистина сум Христов апостол. За разлика од тие современи учења кои ги негираат страдањата, Павле вели, напротив, страдањата се доказ за моето апостолство. Тие не доближуваат до Бог, не доближуваат еден до друг. Искусуваме утеха на специјален начин и стануваат поттик за славење на Бог. И пак ќе кажам, колку би бил за жалење човечкиот живот, колку ние би биле за жалење, доколку и целиот живот искусуваме материјални благослови, доколку и целиот живот сме слободни од маки, а пропуштиме да искусиме љубов, да искусиме заедништво, да искусиме утеха од Христос. Самиот тој страдаше заради тоа. Христос страдаше за ние да можеме да го имаме тој близок однос со Бог. И тој најблизок однос, вели Павле, се гради токму
во страдањата. И на крајот на краиштата, тие страдања на крајот ќе не донесат голема радост на небото. Понатаму во 5 глава, на крајот на 4 глава, апостол Павле ќе каже: нашите сегашни, временски, лесни страдања ќе донесат вечна тежина на слава во небото. Секоја страдање овдека трупа слава на небото. Но само ако тие страдања на земјата сме ги употребили како средство да го прославиме Господ, да се доближиме до Него, да искусиме посебна утеха од Него. Тоа е во тие први 11 стиха, оно што апостолот го говори за страдањата, и нека не бидат водилка, нека не бидат насоки и во страдањата да искусуваме вистинска љубов. Зашто тоа е Словото. Ние немаме друго Слово. Ние немаме друго Евангелие. Ние не можеме да проповедаме друго откровение од Бог од она што самите апостоли, самиот Господ Исус Христос ни го дава. Самиот Христос вели: како што јас бев гонети, вие ќе бидете гонети. Моите страдања ќе бидат и ваши страдања. Тоа е. Господ да ни дава мудрост во страдањата, да страдаме како Христови служители.